Благодаря, господин Димовски. Любчо, повеле. Благодарам, почитувам председателя. Јас ќе се задржам само на членот 4 и 5, за кој што пред малку поопширно зборуваше колегата Тренов. Ова измена на Законот за возила всушност е потврда на, би рекол, големото внимание кое што владата на Република Македонија го посветува кон земјоделското производство, вкупното земјоделство, но и индивидуалните земјоделски производители. Точно е тоа дека од повеќе страни доаѓа барања за легализација на земјоделската механизација, на тракторите, на комбајните, на приклучната механизација, заради тоа што во одредена мера самите земјоделци користичи ја на нелегален начин ова механизација, односно нерегистрирана, има сериозни проблеми со сообраќајната полиција, заради тоа што секое возило треба да биде евидентирано. Од тие причини не само од Федерацијата на фармерите на Република Македонија, туку особено од Сојузот на земјоделците на Република Македонија, од Асоциацијата на земјоделците на Република Македонија, од Независниот синдикат на земјоделците на Република Македонија и од сите други форми на земјоделски здруженија, постојано добивавме барање, се добива барања за можноста за давање или за овозможување на легализирање на тракторите, односно на механизацијата и за она за која што постои соодветна документација, меѓутоа со оглед на тоа дека ние во државата имаме и постара механизација, па за некоја од нив воопшто не постои никаква ни документација, со што таа би можела да се легализира. Ова е една покрупна стратегија во која што излегуваме во пресрет на земјоделците од повеќе причини. Прво, на ова следеше изготвувањето на студијата за состојбата на земјоделската механизација во Република Македонија како одговор на DG Agri од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за состојбата на механизацијата и нашето барање дел од ИПАР средствата кои што се предвидени за македонското земјоделство да можат да бидат искористени слично како што беше тоа направено преку САПАР средствата во Бугарија и во Хрватска и во Словенија, да биде тоа преку ИПАР средствата во Македонија. За таа цел требаше со аргументи тоа да се подкрепи, а за тоа ние преку соработката што се воспостави со техничкиот факултет од Битола се изготви една многу прецизна и стручна стратегија за состојбата на механизацијата, која што беше прихватена од Европската комисија и како таква со четвртата модификација на ИПАР програмата ни беше веќе дозволено да ги користиме ИПАР средствата, односно на добар дел на ефикасен начин да ги користиме за задоволување на земјоделските производи. Тој е првиот дел од легализацијата. Стварноста е сосема подруга. Зборуваме, прво за користење на средства од ИПАР на програмите, по ИПАР проектите за набавка на нова современа механизација, но имаме затешена механизација и прикусна механизација од прилика над 100.000 парчиња во државата, која што многу мал дел беше регистрирана или евидентирана, а најголем дел воопшто немаше ни документи. Затоа се воспостави на постапка или процедура многу едноставна, која што сите земјоделци ја познаваат, со една обична изјава која што се поднесува до подачната единица, односно до Министерството за внатрешни работи, заверена нотарски, да се гарантира за самата механизација која што се пријавува, како прво и како второ на едноставен начин понатаму таа да биде и регистрирана. А со тоа понатаму пак и да се избегнат проблемите кои што индивидуалните земјоделски производители ги има логично со сообраќајната полиција, заради тоа што не е добро и опасно нерегистрирано возило, технички неисправно, со предпоставка да се движи по било кој регионален или селски пат, со тоа би предизвикало и опасност и по самиот возач, а и по минувачите на тие патишта. Целта е следна. Од вкупниот број на земјоделска механизација во што поголема мера таа да биде евидентирана преку овие пријавувања,
да биде регистрирана, што значи дека ќе биде потврдено дека е технички исправна. И доаѓаме веќе до третата фаза од реализација на земјоделската политика на владата на Република Македонија во делот на создавање на тие машински прстени. Што значи дека во одредени региони ќе се набавуваат или ќе се користат земјоделски машини за кои што се потребни за одреден тип на култура или вид на култура или со оглед на квалитетот на земјиштето е потребна таа механизација да се користи токму на тој регион. А останатите земјоделски машини да бидат искористени во други региони каде што има потреба за нивните карактеристики кои што ги имаат. Но тоа е вака среднорочна политика која што треба да се реализира, меѓутоа битно е да се почне со процесот на легализација, регистрација и техничка исправност на самите возила. Значи, бројот на моторот, на механизацијата, бројот на шасијата и така натаму, сето тоа да биде уредено, евидентирано во регистарот, со регистрацијска таблица да може да без никаков проблем да се вози и да се искористува. Што пак од друга страна сега тоа нас ни оди во прилог. Прво, активно вклучување на целата земјоделска механизација во земјоделското производство. Тоа е во делот на примената на агротехничките мерки во обработувањето на земјоделската површина. Што пак тоа значи? Тоа значи подобро обработување на земјоделската површина и преку користење на добрата земјоделска пракса, значи навремено извршување на сите земјоделски операции со оваа земјоделска механизација, користење на сертифициран семенски материјал, подигнување, односно зголемување на приносот по единица површина за секоја земјоделска култура. Зголемувањето на приносот по единица површина значи намалување на трошоците во производството. Намалување на трошоците во производството значи зголемување во приходот на секој земјоделец. Значи, зборуваме за еден сет мерки, еден ланец ствари, наврзани или наспоени садови, кои што прелевајќи се одат во кајна цел како корис или бенефит, кои што секој земјоделец треба да ја чувствува преку користењето на земјоделската механизација и другите елементи кои што се предвидени преку земјоделската политика на владата. Секако така го поздравувам предлогот на измените на законот за возила, поднесен од Министерството за економија и село. Овој предлог на закон ја има и мојата поддршка заради тоа што е пред се во интерес на македонскиот земјоделец. Исто како колегата Ромео Тренов и јас се приклучувам кон неговиот апел дека треба со малку поголема совест нашите македонски земјоделци да се однесуваат кон и овој пат излегувањето во пресред од страна на владата на Република Македонија кон нивните барања и нивните потреби, заради тоа што на крајот на кришата сето тоа е во нивни интерес. Оттаму ќе напоменам уште еднаш дека јас ќе гласам и ќе го поддржам овој предлог на закон, заради тоа што сметам дека е добро решение. Се надевам дека во иднина нема да имаме продолжување повторно на рокот за пријавување на земјоделската механизација, заради тоа што ценам дека веќе трет пат на продолжување на овој закон, односно на рок. Благодарам.